70-годишен пациент заразен со COVID-19 рано утрово се фрлил од прозорец во градската општа болница 8 септември. Само мала трага на крв беше останата како доказ од немилиот настан, но обезбедувањето на болницата не дозволи медиумите да се приближат до локацијата каде се случила трагедијата. Од болницата велат и пациентот бил хоспитализиран пред една недела на одделот за интензивна нега и бил во тешка здравствена состојба со ниска сатурација и пневмонија. Пациентот АЦ, роден 1950 година, во тешка состојба беше згрижен на интензивна нега, ставен под психијатриска контрола и обсервација, но и покрај сите превземени мерки, во утринските часови скокнал од прозорецот првиот кат. И директорот на болницата Христијан Костов потврди дека пациентот бил под психијатриски надзор и со терапија, но тој вели оти не му било јасно како повозрасниот човек успеал да се одврзе од креветот. Во собата имаше уште еден пациент, ја искористил 15-минутната пауза после визитата кога немало никој во собата и си го одзел животот, вели Костов. Први на лице место дотрчале докторите од дежурната екипа, но и покрај обидите да го спасат неговиот живот, тој им подлегнал на повредите. Увид на местото на несреќата извршиле тимови на МВР, Министерството за здравство, јавниот обвинител и Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Градската општа болница 8 септември уште од стартот на пандемијата е еден од двата главни ковид центри во Македонија. Таму во моментов се лекуваат 80 пациенти со сериозни компликации од COVID-19. Инаку докторите се повеќе укажуваат оти коронавирусот предизвикува сериозни последици врз менталното здравје на пациентите кои се заразени, но и оние кои го прележале вирусот. Клиниката за психијатрија има отворено и дежурни телефонски линии, каде граѓаните може да побараат стручна психолошка помош.